7 лица, од кои 6 бугарски државјани, осомничени дека намерно предизвикале стечај на неготинската фабрика за кабли и предизвикале штета од речиси 14 милиони евра, 5 раководни лица во АД ФКН и по еден собственик на ФКН Доел и Мега Ел ООД се сомничат дека кривичните дела ги направиле во периодот од 2007 до 2010 година. Министерството за внатрешни работи поднесе кривична пријава против 7 осомничени раководни лица во фабриката за кабли Неготина поради постоење на основи на сомнение за сторено кривично дело злоупотреба на службена положба и овластување, намерно предизвикување на стечај и оштетување или повластување на доверители, со што ги оштетиле доверителите и Република Македонија за сума од околу 850 милиони денари. Осомничените во неколку наврати, злоупотребувајќи службената положба и овластување, постапиле спротивно на Законот за трговски друштва. Во 2007 година, раководните лица во АДФКН дале согласност целокупниот движен и недвижен имот на фабриката да се заложи во корист на една банка со вредност која била спогодбено одредена, а била многу помала од книговодствената. Потоа со собствениците на ФКН Доел и Мегаел ООД склучувале договори за пристапување кон долг, за кој знаеле дека нема согласност од собранието на акционери. Раководителите на АДФКН склучувале договори и за непостоечки побарувања со ФКН Доел и преку договор за деловна техничка соработка ги отстапиле сите договори, лиценци и сертификати за производство. Тие го издавале имотот под закуп на финансиски поврзаното друштво ФКН Доел со цел да ја прикријат вистинската намера за пренос на целокупниот имот. Во кривичната пријава е наведено дека раководителите на АД ФКН спротивно на Законот за стечај во услови кога друштвото е несолвентно и сметката блокирана повеќе од 45 дена, со банката склучувале договори за пристапување кон долг, како и конфиктивни договори за цесии во кои внесувале невистинити податоци, го пренасочувале целокупното работење на АД ФКН преку сметката на ФКН Доел, со што била извршена привидна продажба на имотот собственост на АД ФКН Неготина. Телевизија 24 се обидено не успеа да стапи во контакт со осомничените лица, а сите телефонски броеви на АД ФКН се исклучени. На нашите телефонски повици не одговори ниту стечајниот управник. Против истите 7 лица, МВР првпат поднесе кривична пријава во 2012 година, под сомнение дека го довеле правното лице во состојба на презадолженост, со што ги оштетиле другите акционери за речиси 2 милиони евра. За малверзации со имотот на фабриката, истите лица заработија уште една кривична пријава од МВР во 2015 година.